Интересот за дуалните паралелки од година в година се зголемува, а засега најбараните профили од работодавците се трговски работници, градежни инженери, гипсери и фасадери, истакна раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ на денешниот настан Социјален диалог во рамките на кампањата Учи паметно, работи стручно. Кампањата има цел да ја подигне јавната свест за средното стручно образование, да едуцира и информира за неговата важност за националната економија преку унапредување и согласување на понудата и побарувачката на пазарот на труд. Денеска пред компаниите, пред ресорното министерство, пред директорите и наставниците од средните стручни училишта ќе се одржи настан насловен како социјален диалог, кој 5-та година поред во нашата општина се организира за да компаниите го презентираат, бидат прашани што им е потребно од профили и струки за да бидат опфатени за учебната 2026-2027 година за конкурсот кој ќе биде објавен од страна на ресорното министерство. Секоја година, веќе традиционално 5-та година, го одржуваме социјален диалог на кој сектор за образование изврши анализа за потребите на компаниите. Оваа година имаме рекордна бројка од 83 компании од локално ниво кои го имаат пополнето прашалникот. Ние како сектор изготвивме анализа и истата анализа ќе биде презентирана пред директорите, компаниите и представниците од МОН. Потоа ќе следи диалог помеѓу училиштата, работни состаноци и компаниите за потпишување на меморандум за соработка и нормално дека на крај како сектор за образованието со општина Куманово ќе испратиме барања до министерството кое до крајот на месецот март треба да објави конкурс за запишување на ученици во средните училишта за учебната 2026-2027 година. Интересот за дуалните паралелки од година на година се зголемува. Именно започнавме прва година, кога започнавме пред 4 години, започнавме со 7 паралелки на територија на општина Куманово. За 4 години бројот на дуалните паралелки изнесува 91 на територија на општина Куманово. Значи работодавците бараат од секакви профили, бидејќи се дефицитарни, но најмногу што бараат трговски работници, бараат градежни инженери, бараат гипсери, фасадери. Затоа е овој состанок за да се видат можностите на училиштата, капацитетот со кој располагаат и нормално и кадровскиот потенцијал во кој го имаат училиштата и затоа тој диалог е денеска за да ги слушнеме и барањата на компаниите, а тие барања потоа ќе бидат преточени во официјални кога ќе бидат поднесени до Министерство за образование и наука и нормално ресорното министерство е тоа кој го има конечниот збор кога ќе ги објават конкурсите. Ние во НАЦ Буѓони до изминатата година имавме само една дуална паралелка. Ние не по секоја цена сакавме тежнееме да отвориме дуална паралелка, него настојуваме квалитетот на тие дуални паралелки да биде што е можно на повисоко ниво. Затоа имавме една, реков, дуална паралелка со германскиот гигант Дрекслермајер за профилот мехатроника. Од оваа година, по интензивно лобирање кај фирмите што се наши потенцијални работодавачи за нашите ученици, успеавме оваа година да излобираме уште за 5 дуални паралелки. Имено станува збор за здравствената струка за дуална паралелка каде што Општа болница Куманово застана позади нас и тука станува збор за 3 паралелки. 2 паралелки на македонски наставен јазик и една паралелка на албански наставен јазик. Нормално, дуално образование знаете што значи, дека станува збор за поголем број на наставни часови по практична настава, што значи дека треба да се зголеми квалитетот на образованието на тие ученици кои што ќе се запишат оваа година. Втора работа за профилот електротехничар и енергетичар. Значи тука имавме интензивни разговори неколку години со ЕВА на Македонија, значи тоа е гигантот во таа област. Успеавме да подпишеме договор со нив, подкрепен со уште 2 договори со Светлост и Електрокуманово. Вкупен број на ученици кои што ќе посетуваат настава во таа дуална паралелка е 16, што значи дека исто како она што рекол за здравствена струка, квалитетот на образованието во овој профил треба да биде на многу повисоко ниво поради бројот на практични часови што ќе ги имат во фирмите. И последната, од машинската струка, тоа е новиот профил кој што го воведовме минатата година, возила на алтернативен погон, со кумановските предпријатија кои што изведуваат таа делатност, Делукс, Леон,
висто, значи потпишавме договори, тие фирми застанаа позади таа паралелка со 22 ученика, што значи дека и таа паралелка успеавме да најдеме предпријатија, работодавачи кои што ќе овозможат да се изведува настава по тој модел. Од Министерството, за да овозможат дуална паралелка, бараат меморандуми со работка со конкретни работодавачи. Реков дека ние не настојувавме до изминатите години по секоја цена да направиме дуална паралелка, ние немаме проблем со запишување на ученици, целта беше да се подигне нивото на знаењето на учениците и успеавме во тоа. Не застануваме тука, имаме уште неколку профили кои што сакаме, тежнееме да ги направиме дуални паралелки. Интересот за дуални паралелки од година на година се повеќе расне, така да и во економско-правна и трговска струка и за следната учебна година ќе бараме дуални паралелки, како и во текстилно-кожарската струка, како и претходната година и оваа година ќе бараме економски техничар дуална паралелка, техничар за e-трговија и дигитален маркетинг дуална паралелка и банкарски администратор дуална паралелка во македонските паралелки, додека во албанските паралелки сите профили што ги имаме 4 годишни од економско-правна и трговска струка, како и текстилно-кожарска, ќе бидат дуални паралелки, бидејќи барањата за дуални паралелки интересот е таму поголем. Од текстилно-кожарска струка кај нас во македонските паралелки ќе бараме техничар за изработка на облека, техничар за обувки и техничар за дизајн на облека. Од последните 2 години, значи бројката значително се зголемува, посебно интересот кај дуалните паралелки, така да се надеваме и дека и следната учебна година ќе запишеме голем број на ученици. За утре се најавени планирани прекини на електрична енергија во периодот од 8 до 16 часот во населбата Перо Чичо, на улицата Трајко Прокопиев од местноста Магаза до стовариштето за дрва и кон местноста Чешмиче, како и на дел од улиците 572, Благоја Думановски и 17 бригади. Градоначалникот Максим Димитриевски вчера остварил средба со представници на кумановските печалбари од Ирак и Авганистан и посредувал деновиве да се организира состанок со директорката на Управата за јавни приходи. Како што е најавено на социјалните мрежи, протестот на кумановци продолжува утре во периодот од 14 до 16 часот пред зградата на Управата за јавни приходи. До мене, како градоначалник, пристигна иницијатива по која што согласно статутот треба да се произнесам во делот на исправноста и законитоста за одредена расправа по материјална точка, тоа е актуелната тема за проблемот кој што го имаат нашите сограѓани, кои што се даночни обврзници како физички лица кои што живеат во Македонија. И воедно сакам да ви информирам и вас и целата јавност дека од моментот кога се јави овој проблем, со издавање на даночни решенија од страна на Управа за јавни приходи, бев контактиран од страна на лица кои што се представуваат како иницијативен одбор за организација на тие протести на наши сограѓани, кои што исклучително се битен сегмент од нашата заедница, ведејќи тие се едни од најлојалните и најредовните плаќачи на данок на имот и данок на пренос. Тоест, данок на промет со имот во општината, бидејќи располагаат со посериозен капитал, кој што многу честно го стекнале со своја работа во странство и како се битни за нас како општина. Беше побарано од мене да направам и да остварам контакт со представници од централни власти или во конкретниот случај со директорката за Управа за јавни приходи, што побарав таква средба исто така и со премиерот. Направиме таква средба на истиот состанок, истите наши сограѓани беа придружувани и од други лица кои што не се граѓани на општина Куманово, имаше представник од Скопје, имаше представник од Тетово, кои што исто така се засегнати со овој проблем кој што е актуелен, каде што добија конкретни насоки и од страна на премиерот и од страна на директорката за Управа за јавни приходи, каде што беше речено, бидејќи јас сум лично како Максим Димитриевски противник и тоа не е согласно законот за двојно одоначување на граѓаните,
Што значи, ако веќе на едни приходи остварени во странство се имате од даночено ви имаат. Во таа држава кај што ги имате плаќано вашите давачки, тоест работодавачот ви ги има плаќано давачките, не треба да бидете оданочени и во матичната држава каде што ги примате истите средства. Ви давам информација дека вчера побараа од мене да се организира состанок со директорката за јавни приходи во Куманово со поголем број на лица кои што се директно засегнати. Стапи во контакт со истата прифати состанок, им дадов директна комуникација и тука моето како посредник во целата операција завршува, бидејќи јас сум должен да го штитам интересот на граѓаните на општина Куманово во делот и делокругот на моето работење и како сум засегнат, но од друга страна сепак мора да го почитувам законот и не можам да излегувам во моите ингеренции. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против 40 годишен кумановец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело неовластена трговија со добра под привремена заштита, културно наследство и природна реткост, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според МВР, пријавениот во текот на 2024 година купил монети кои потекнуваат од 18 и 19 век и предмети во вид на пафти кои представуваат етнолошки предмети кои потекнуваат од 19 век или почеток на 20 век и представуваат добра под привремена заштита. Општинскиот сојуз на спортови на Куманово, поддржан од општината, вчера вечер на свечен настан ги прогласи најдобрите спортисти, спортски работници, училишта и клубови за 2025 година. Наградата за најдобар спортист ја доби Иван Крстевски од футсал клуб Форца. За најдобар клуб за 2025 година беше прогласен фудбалскиот клуб Башкими, за нивниот пласман во првата фудбалска лига на Македонија. Најдобри тренери за 2025 година се Јован Крстевски од кикбокс клубот Предатор во младинска категорија, додека за сениорска категорија наградата ја доби Газмен Хисеини од футсал клуб Форца. Фудбалерот Столе Димитриевски ја доби наградата меѓународен успешен спортист. Наградата за животно дело од областа на боксот ја доби Ергин Салиевски. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера вечер по 23 часот полициски службеници лишиле од слобода 57 годишен кумановец, постапувајќи по претходна пријава дека во семејниот дом физички ја нападнал неговата 39 годишна сопруга. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, информираат надлежните. Со новиот предлог закон за заштита од пушењето е предвидено регулирање на пушењето на отворени јавни простори каде има присуство или движење на повеќе луѓе, информираат од Министерството за здравство. Поконкретно, станува збор за простор околу здравствените, образовните и социјалните установи, јавни настани, спортски и културни настани. Целта на предлог проектот е да се заштити здравјето на оваа категорија население. Исто така, во делот на регулирање на пушењето на отворени јавни простори, посебно е ограничено пушењето на места наменети за деца, млади и семејства, како на пример пред детските игротеки, каде најмладите не би можеле да избегнат изложеност на чат од цигарите, информираат од Министерството. Во текот на 2025 година Царинската служба реализираше вкупно 413 царински заплени, што представува значаен показател за засилената контрола и ефикасната работа во заштитата на државните граници, објави директорот на Царинска управа Бобан Николовски. Според Николовски, активностите се резултат на континуирана координација меѓу царинските службеници и другите безбедносни институции со цел спречување на нелегален увоз, криумчарење и организиран криминал. Заплените опфаќаат разновидни стоки, чиј нелегален промет директно ја загрозува економската стабилност, јавното здравје и безбедноста на граѓаните. Преку професионално постапување, современи методи на контрола и зголемена анализа на ризик, царината има клучна улога во јакнењето на внатрешната безбедност и заштитата на интересите на државата, потврдувајќи ја својата позиција како важен столб на националниот безбедносен систем, пишува во објавата на Николовски.